Сметаме дека голем дел од нас, впрочем, ја земаат храната здраво за готово. Ако ги земеме светските статистики, колков е процентот на граѓани кои имаат само по еден оброк дневно, верувам причина повеќе да го проследите и следниот разговор. Според податоците на програмата за животна средина на Обединетите нации, дури 17% од храната глобално завршила на депонија. 61% од храната која што е фрлена на отпад потекнува од домакинствата, 26% од сервисите за производство на храна, а 13% од продажните центри. И додека едните фрлаат храна, другите гладуваат. Тоа го покажуваат и домашните статистики кои што велат дека трапезата во Македонија некаде е поскромна, а некаде е празна. Голем дел од нив банката за храна и годинава им помага да добијат оброк плюс. Светските статистики ги слушнавте, што велат домашните, колку храната во Македонија завршува во отпад. Разговараме со Душко Христов, кој што е основач и раководител на банката за храна. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Веќе постојан гост, да честитам за убавините што имате промени како национален сервис во делот на интериерот, да го речеме, но податоците што господја Христина ги кажа, не знаеме дали се точни. Има сигурно тука точност одредена во која што бидејќи показателите. Официјалната може би ова, неофицијалната е многу поголема секако, да. Тргнеме од фактот кај нас, како што рековте вие, дека колку е тоа во Македонија изразено, еве само ќе кажам, а би сакал секогаш да има соговорники од институциите, бидејќи многу значаен сегмент во нашето општество да помогнеме на крајните корисници, односно лицата што имаат потреба од некаква помош пред се во храна, да седнат од другата страна да кажат. Ние велиме како банка за храна веќе 13 години постоиме, меѓутоа проактивно сме 10 години на декада во јавното мнение во делот на помошта на загрозени семејства. Ние велиме дека 70.000 луѓе имаат 2 до 3 оброка неделно, не едневно. Значи тоа е сликата за Македонија. Може би некој ќе се смее и ние го кажуваме овој податок, сакајќи да иритираме дел од јавноста и пред се институциите кои што навистина сакаат и секои и политичките субјекти сакаат да се сликаат со крајните корисници во делот на предизбори, во делот на нивно владење дека направиле некои добри дела. Меѓутоа еве законот за донирање на вишок храна кој што веќе шеста година тргнува во ред е заглед во некои фиоки низ владата, каде што работевме на еден закон, работевме на друг закон, пред снимањето рековте која е формулата. Формулата е да делот на граѓанските организации со својата транспарентност и отчетност пред се допра до крајните корисници. На тој начин не можеме да стекнеме доверба од оние што ги помагаме да ги речеме. Да ги храниме економиите ни депоните, ова е мотото веќе години наназад. И сега она што мене ме интересира. Колков е процентот на семејства на кои што им помагате од година в година расте и дали кризата придонесува за пораст на како не? Јас многу пати сум повторил, пак ќе кажам, поготово после ковид кризата, бројот е зголеми за 300 пати повеќе од побарувања за помош во храна, бидејќи не само оние листи што ни ги доставуваат центри за социјална работа врз база на кои што ние и работиме, нели, доставајќи до крајните корисници, наоѓаме на терен преку нашите волонтери многу поголем број на корисници, односно баратели на помош пред се во храна, бидејќи тоа е нашата мото банка за храна, се трудиме да бидеме само концентрирани на храната, да им се помогне на луѓето. На тој начин велиме дека над 300% се зголеми бројот на баратели. А поготово сега, со социјекономската криза, па енергетската беше, па и сега ги гледаме и цените на покачување одредени прехранбени производи. Ние како банка за храна не можеме да влијаеме на тие политики, бидејќи нашето е да собереме секој вишок, тоа е мото, секој вишок што ќе се појави или донирана храна да ја доставиме до крајните корисници. Ако бројот на баратели расте, дали сразмерно расте и бројот на донатори, компании наспроти граѓани? Па морам да кажам дека во последниот период, после, да речеме, минатогодишната економска криза и енергетска пред се смали бројот на компании кои што донираат. Меѓутоа, за среќа, пред неколку месеци, најголемиот наш трговски ланец на маркети во Македонија, еве баш со заклучно со вчера со податоците на месечно ниво имаме донација во вредност од над 1,5 милиони денари. Таа донација се состои од леб-лиснати производи и пилјарски производи кои што нели останале во ланецот на неискористеност и ние во сите градови каде што они имаат своји маркети
отприлика таа помош допира околу 1000 нешто семејства. Кои се тие семејства кои што имаат право да добијат Па- поддршка од банката за храна? Право сите имаат кои што има мака, нормално. И онај кај нас се јавуваат и луѓе што каде што и двајцата родители се на работа, имаат ниски примања и не може да го постигне ни основниот минимум, да речеме, имаме семејства во Кавадарци, во Скопје, во Битола, каде што кои што се под просекот на и 35.000 двајцата не може да земат месечна плата. Некој ќе рече од институцијата, овој сега нели зборува, меѓутоа се појавуваат такви податоци каде што ние како организација преку нашите волонтери сме свесни, дури ги имаме документирано. Не значи тоа дека ние ако дадеме на еден залак храна, па да му го земеме неговото достоинство. Меѓутоа, институциите доколку се заинтересирани, ние тие податоци можеме да им дадеме. Бидејќи навистина допираме, каде што со децени некој бил заборавен од институциите да биде помогнат во нешто. Вие сте членка на Европската федерација на банки за храна, 420 банки за храна во истата. Како функционира таа? Видете, значи, ние како членка на Федерацијата на Европската федерација, секоја банка за храна, условно речено, ние имаме еден наш протокол, да го речем, во кој што функционираме, се вика поглавје некоја, во кое што ние се обврзуваме како банки за храна да работиме. Главниот принцип е да као немаме допир до крајните корисници, што не е возможно, бидејќи да речеме Холандската федерација, тие па буквално работа со крајните корисници, ние сме поделени, како што спомнав, претходната помош ние ја споделуваме преку наши партнер организации на локално ниво, бидејќи не можеме да стигнеме сегдека, а и тие производи кои што нам ни се донираат се во делот на продажните центри на локално ниво, не доаѓаат во Скопје па ние да ги враќаме. Различен настапот и пристапот, но генерално банките за храна ги почитуваме правилата и нормите, тука споделуваме информации кои се новитетите во Европската унија. Во Европската унија кај нас тоа многу малце се зборува. Најактуелна тема, но што го рековте, читајќи ги податоците од меѓународните организации, бидејќи 29 септември е пред 2-3 години прогласен за меѓународен ден за борбата против загубите и отпадот од храна. Значи Европската унија максимално се труди да тие да речеме вишоци на храна ги зачува, односно ги зачуваме и во рамки на банкарството со храна како систем ги доставиме до крајните корисници. Во очекување на законот, кој модел на банка за храна од која држава е најуспешен и најдобро применлив? Најдобар за нас, за наши услови не може да се примени, меѓутоа го викаат законот на самартаните или како се вика по Италија, каде што донираат навистина многу тие компании, да речеме, оператори со храна. Но, бидејќи ние имаме и закон за донации и спонзорство во јавниот сектор, ние сме една од ретките земји во Југоисточна Европа, каде што овие два закони, ја како представник на банката за храна во двете работни групи во кои што работевме, успеавме да некако вметнеме предлози, се уште не се изгласани во парламентот, оно што спомнав, на последно место им е сиромаштијата и гладот, а на прво кога ќе дојдат изборите, се уште не ги гласат. И тоа е критика, ја јавно ги повикам. Зошто не се носи законот? Ја не велам дека преку тој закон ние ќе ги нахраниме семејствата. Меѓутоа, на што вие спомнавте, барем малку ќе дополниме во она што и малку го имаат. Ако се кондиторски производи во прашање, тогаш ќе дополниме со она што нам ќе ни се донира. Каде глави законот? Глави во нивните приоритети. Бидејќи ово не им е приоритет. Мора да го кажам тоа, го кажам и ќе го кажам. Не им е приоритет. Нити па народните кои да не ги спомнуваме сега, кои што се навистина посебна приказна во, можеме, една конкретна емисија, дебатна да реализираме на таа тема, да укажеме на сите аномалии и потреби кои што треба да се променат во тој контекст. Сега соработувате ли со локалните самоуправи? Има ли интерес? Има ли успех во тоа? Кога ќе издвоите? Од 11 општини во две сме, да речем, добри. Добре. 3 уствари. Тоа е општина Центар, општина Кавадарци и општина Битола. Меѓутоа, во овие две општини, Кавадарци и Центар, веќе 6-та година ние на месечно ниво доставуваме во Кавадарци, благодарејќи на нашите волонтери,
преку 100-110 семејства секој месец добиваат некако си пакет во помош во храна, а соопштени на центар и градоначалник и претходниот и сегашниот имаме прекрасна соработка каде што навистина и он се залага да се добиат поголеми количини на донации или акции во кои што ние присубираме храна и на тој начин околу 150 на семејства дополнуваме со некои месечни нивни потреби. И сосема за крај, ги научија, споменавте, расте бројот на донатори, ги научија ли донаторите правилата на игра? Бидејќи ако се навратам пред 7-8 години, во еден од првите разговори кои го имавме на оваа тема, споменавте дека донаторите многу често сакаат да се ослободат од храната која што нив им е вишок или е со поминат рок, а немаат како или проблеми име да ја фрлат. Ги научија ли правилата на игра? Убаво прашавте, меѓутоа сето тоа стои во законите, во двата, законот за вишок на храна, донирање на вишок храна и законот за донации и спонзорство. Бидејќи правилата на донирање и начинот има многу неотчетност, нетранспарентност, бидејќи има вакви иницијативи низ Македонија колку сакате, ќе се појави, па ќе сгасне, па ќе се појави. Ние сме постојани 14 години. Нема доверба кон оние што треба да им дадат. И во одреден момент, кога прашавте, многу полесно е да им заврши вишокот храна на дрисла, него ли да донираат, бидејќи административно да се документира тој дел. И ја не сакам да не биде било која донација, а да не биде документирана. Бидејќи на тој начин сум отчетен и кон донаторот, но и пред јавноста, бидејќи на тој начин ќе знаеме колку сме примиле, а од еколошка гледна точка па ќе знаеме колку сме сочувале храна која што не треба да скапи, имаше еколошки, да ги речем, назнаки во тоа дека колку се испушта при скапување на храната CO2 во воздухот. Процедура која што за сега има дополнителен товар на плеќи на сите кои донираат. Секако.